Во денешната општествена сцена, задоволство ми е да го поздравам во студиото на Утрински брифинг Костадин Шурбановски Шурбе, долгогодишен член на редакцијата на култното независно музичко радио Канал 103. Добро дојдовте. Да преминеме на ти, да не се... Можеме, Сашка, ние сме биле и колеги. Не во Канал 103, во една друга телевизија. На почетокот, нели, веќе е познато дека на 1 мај 103 наполни 30 години од своето постоење, а вие одлучивте да тој јубилеј го одбележите со протестен молк, го исклучивте радиото од стримингот за 24 часа. Зашто? Затоа што барате 103 да се врати на фреквенцијата FM. Точно така, на 1 мај, на денот кој што ја одбележува 30 годишницата од постоењето на радиото, наместо нели она свечена оваква прослава, ние се одлучивме за еден гласен, силен и жесток молк кој што опоменува и бара одредено внимание. Внимание во смисла дека некои вредности во општество се чини дека се заборавени, игнорирани, ставани под тепих многу долго време и крајно време е да се соочиме со тие проблеми и да ги решиме. А ова е вистинска прилика да се подсетиме што е 103, кој е нејзиното значење, дали има смисла нејзиното постоење на FM етерот и да, ако е тоа така, ако се согласиме дека е тоа така, да го озваничиме, да го официализираме, да го легализираме ова радио кое што на многу чуден начин се наоѓа во зградата на јавниот сервис, а наводно нелегално зрачи. Да, еден од вашите најпознати джинглови е Искра светлина во мрачните лавиринти на МРТ. Да. Сега, тоа е една кавкеанска заврзлама, како всушност ова радио пред 2 години беше исклучено од FM скалата, како надлежните воопшто не се погрижија, ако ветуваа цело време дека ќе се среди таа работа, но еве сосема накратко, кој е надлежен, кој треба да ве вклучи? Значи, тоа е на вистина убаво и тоа нарече кавкијанска, еден сплет на институции, надлежности, кои што едноставно не знаат ни самите кој е вистински надлежен за случајот, меѓутоа убаво си ја префрлуваат одговорноста еден на друг и никако некој да пресече, а некој мора да пресече во случајот, затоа што е дојдена работата до пресекување. Значи, она зашто ние се залагаме, се разбира официализирање, се разбира легализација, фреквенцијата да ни се врати, бидејќи името 103, канал 103 се врзува за 103-та фреквенција и нема никаква смисла да не постои како такво. Меѓутоа, од друга страна, ние исто така бараме и ако не се реши ова, подобро, почесно е да не исклучат, почесно е да не избркаат од таа зграда и да речат вие не сте више дечки интересни, она што го работите не е добро, не е значајно, не е битно за општеството и да завршиме оваа приказна. Значи, или е работа. Кој е надлежен за 103? Советот на МТВ или на МРТВ или кој? Советот на МРТ требаше, така беше договорено во комуникација и во договор со владата и со директорот да донесе таа одлука за нов програмски сервис. Меѓутоа во последен момент работата се закочи, тие отстапија од таа идеја, од таа одлука и рекоа ние не сме надлежни затоа што членот во законот кој што им даваше право тоа да го направат, да воведат нов програмски сервис, едноставно се измени во меѓувреме со најновите измени од пред година и пол. И наводно веќе они не е јасно веќе кој е надлежен за нов програмски сервис и они дигнаа раце, иако многу смешна е ситуацијата затоа што сите институции, сите надлежни, све околу нас, сите се позитивни. Сите викаат да, сите сме за вас, еве, сега ќе ве кај да е утре, не утре, следниот вторник, а можда и тој четврток после.
И така, И така тоа 2 години. Да. Веројатно има улога тоа и пандемијата, ама и таа бавност, не си сигурен дека пандемијата во прашање. Не е пандемијата во прашање. Добро, Канал 103 никогаш не беше само музичко радио. Да. Се обраќаше на прогресивните млади луѓе, ја критикуваше власта која и да е таа. Беше едно време државен непријател број 1, така гласи еден од вашите джинглови. Низ него поминаа многу генерации видни и значајни луѓе, интелектуалци и други, уметници и така натаму. И тоа што е најинтересно е што на ова радио се отвараат теми што дури после деценија, ако не и повеќе, станаа нормални да се говорат на другите медиуми и воопшто во општеството. Тука зборувам за женските права. Тука зборувам за ЛГБТ и правата. Исто така и за екологијата. Значи, со еден збор влијаевте врз културата воопшто. Апсолутно познат факт е дека Канал 103 е авангарден не само кога е музиката во прашање, значи бендови од типот на Архангел, Сав, Чиста околина, Бей да Фиш, Фолтин, прво се пуштија на Канал 103 и долго време се вртеа и дополнително отпосле станаа популарни и сега се веќе на некој начин и дел од мејнстримот на македонската музика. Значи не само музички, туку ова радио потекна и многу други теми кои што ги зборуваше многу пред да се појават во другите медиуми. Значи, убаво спомнат човекови права, правата на ЛГБТ, родова еднаквост, екологија и така натаму, еден полициска бруталност, ако сакаме. Има еден ред, еден плејада на теми кои што ние ги отворивме, а дури подоцна стана интересни за зборење во јавноста. Во 90-тите години не беше баш едноставно да се отвараат овие теми. Имаше некој чуден молк, само на интелектуалците, да речеме, им беше дадено тоа право да може да се изјаснуваат за вакви теми. Другите сите молча или можеби немаа кај да го кажат своето мислење, а денеска е толку свет демократизирано. Секоја будала има свое мислење и секоја будала е критичар на системот или на власта, така што веќе тој тип на критика, отпор, субверзивност кој што бил впечатлив и значаен и карактеристичен за стартот на 103, веќе не е во игра, не е интересен, не е предизвик, така што ние манифестираме нашата субверзивност на друг начин, преку музика, преку култура, која што очигледно денес е сама по себе субверзивна активност. Низ овие 30 години радиото помина различни фази, различни луѓе кои што беа таму во редакцијата. Нели имаше и моменти кога радиото беше и предупредувано од власта да не многу критикува, нели? Како што велиш сега, пак веќе секој критикува, веќе тоа не е ни интересно, но овој застој во тоа да ве стават повторно на FM скалата, да не е случајно пак сега и заради таа критика? Не верувам, едноставно се работи за игноранција, за непрепознавање на културната и воопшто медиумска и општествена вредност и значење на радиото и буткање на проблемот под тепих. Проблемот мора да се реши, 30 години виси, ја се сеќавам, имавме една емисија, легендарна дискусија, која што ја водеше Драган Антоновски на Канал 5 со тогашната директорка Стошич, се знаете за тогаш дека не исклучи, па ние протестиравме, па по медиуми, па и уште тогаш Зоран Иванов беше, ние го нарекуваме таткото на 103, бидејќи на некој начин по негова иницијатива и започна таа приказна во рамките на Македонското радио. И заедно ја кажувавме на господја Стошич, добро, окей, нелегално е фреквенцијата, легализирајте. Така? Што е проблемот? Значи, од тогаш до сега поминаа речиси 20 години, не сме мрднале ни
сантиметар. Истото прашање, се враќаме назад, истото прашање го поставуваме. Добро, ако не е легално радио, легализирајте го, што е проблемот? Знаеме дека во општеството проблемите се решаваат вака. Само треба волја, така? Да, спомна во времето на Зоран Иванов се формираше ова радио, но и точно низ него помина навистина значајни имиња од македонската култура и од сите области општествени. Еве да спомнеме некој од нив. Да, списокот е навистина предолг, меѓутоа ќе се обидам да се сетам на некои луѓе кои што навистина оставија печат и кои што откако излегоа од радиото има респектабилни кариери во своите сфери на дејствување. Например, режисерите Зоја Бузалковска, Срđan Јаничиевиќ, Игор Иванов Изи, потоа Пеце Талевски кој што е продуцент, прв човек на Охо и денес стои зад серијата Преспав. Да. Потоа од музичари би го спомнал Никола Коџабашија кој што денес живе во Лондон, има и тој една многу убава кариера. Тука би го спомнал и Идриса Мети, кој што имаше емисијата на албански јазик во време кога никој тоа не го ни бараше. Имаше емисија на албански јазик, а денес е веќе друга ситуација кај што имаме мешовити редакции и веќе тоа е нормално. Горан Трајковски од музичарите, исто Саша Павловиќ Фреш, Давид Ангелевски, Пиколомини, од уметниците тука би го спомнал Владо Манчевски, Александар Станковски, потоа колективот свирачиња во кој што членуваше Владимир Лукаш, Ѓорѓе Јовановиќ, Тома Димовски кој што до ден денес има своја емисија, писателката Румена Бужаровска, потоа културни дејци кои што навистина оставиле печат на сцената како, не знам, Љупчо Јолевски, Оливер Белопета, Владимир Мандичевски Манде, Тошо Филиповски, Џабир Дерала. Навистина е предолга листата, сигурно некого ќе испуштам луѓе кои што и денес се присутни тука. Тука би го спомнал секако и отец Методи Златанов, кој што е денешен архиепископ во американско-канадската епархија, епископ, да, и кој што имаше една брилјантна емисија, човекот е познат ерудит и совршен познавач на современата музика. Така е, а може би овие млади луѓе кои што се денеска во редакцијата или кои што прават емисии, веќе утре ќе бидат вакви значајни достигнувања че имаат во различни области. Кои се луѓето сега што работат во 103-ка, се разбира волонтерски, да не го заборавиме тој момент дека вие всушност таму работите волонтерски? Па покрај тој медиумски културен феномен наречен 103-ка, можеме да кажеме дека радиото е и екзистенцијален феномен од гледна точка што работиме комплетно без пари. И тоа не е така без никакви финанси, туку всушност плаќаме за да работиме. Например, ако се расипе кабелот и да ми купувам од свој джеп, нема тука прашување, радиото мора да тера. Да. Така што ова е феномен не само во наши услови, туку и во светски. Кажете ми пример таков 30 години некој да тера без пари. И тоа вака сериозен проект. Ентузијазмот, љубовта, тоа не држи заедно. И тука во екипата имаме комбинација на некои повозрасни луѓе кои што се од времето тамо и некоја млада екипа се трудиме да го подмладиме тимот и тоа сега за сега добро ни успева. Одлично, јас се надевам дека многу брзо ќе се најде решение сепак да се легализира конечно после 30 години ова култно независно музичко радио 103. Па знаете како, ако ни е BBC некаков репер за јавен сервис и воопшто за некој медиум респектабилен, таму има една станица што се вика BBC Radio 6, каде што покрај реномирани диџеи еден Иги Поп има свое шоу. Одговорот на BBC Radio 6 е 103-ка. Значи не треба да го создаваме, го имаме. Тука е, само треба да го легализираме.
Да, потоа веројатно да се најдат и некои средства да сепак тоа функционира Тоа е професионално. многу ситно, така што не верувам дека е некаков проблем за државата. Така, Шурбе, ти благодарам многу што одвои време ова утро да дојдеш кај нас во утрински брифинг да позборуваме за оваа значајна и општествена и културна тема, ми се чини. Ти благодарам и тебе, Сашко. Ова беше Костадин Шурбановски Шурбе од Радиото 103, а утрински брифинг продолжува понатаму.